Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 80 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечер во вистината ќе побараме во интервју со Славјанка Петревска, популарната Стани Цаци да те види цела сала, до пред еден месец министар за одбрана, се е кандидат за нов лидер на СДСМ или еден од 4 кандидати кои ќе учествуваат на изборите за нов лидер на СДСМ на 30 јуни оваа година. Ако не биде свикан нов конгрес или дополнување на конгресот кој беше прекинат пред 2 недели, новиот лидер на СДСМ ќе има мандат само 9 месеци. 80 минути тврдо интервју Славјанка Петревска. Погледнете го интервјуто, сигурно нема да зажалите. Добар ден, добро вечер, Славјанка Петревска. Добар ден. Четврток, некаде 12 часот, 35 степени. Сега бевте министар за одбрана, ке не спречува да правиме, протоколова фаза е прогласена во државата. Не, ке имавме. Министрите продолжуваат со обврските. Веројатно забраните ќе важеа за вработените кои се повозрастни или во некоја специфична здравствена состојба. Славјанка Петревска или Стани Цаци? Ви остана тоа Стани Цаци? Па, за кого како? Колку пати станавте, да речеме, на Стани Цаци? Само еднаш. Јас мислам, Доволно ако беше. речам Стани Цаци, ке станете. Не, тоа значи дека сум го префатила и дека не реагирам. Ве гледав вчера на Канал 5 телевизија, имавте еден настап, перформанс да не речам, и мислам дека Џон Траволта и Оливија Њутон-Џон во Брилјантин нема таков настап. Ви игра некој вие што имавте на Канал. Па така што ако не ве бива за политика, ако сте неуспешен политичар, имате професија која може да замените. Не, овие двајца што ги спомнавте се далеку подобри од мене. Тоа беше само еден начин на кој што сакавме гостите во утринска емисија гостував, поинаков концепт на емисија, каде што се разговара и бевме тројца гости практично и секој различна професија. Како Бони Ем, каков Џон Траволта, како Бони Ем. Не. Тие правеа свадба туку Скопје, значи таков перформанс нема да се еден види. млад гостин беше, заедно со Така. мене, млад музичар од Македонија. Јас искрено вчера прв пат и го сретнав. И бевме замолени да дадеме поддршка со тоа што ќе станеме на некоја негова песна ќе изиграме. Така што Стани Цаци. Стани Цаци стана на песна, станавте на песна што изиграте. Станавме сите. Како да Младите почне? треба да се поддржуваат. Како да почнеме? Стани Цаци кандидат за председател на СДСМ Сега да и пратеник. и пратеник. Се сретнавте со Бранко Цренковски? Да. Како е таму? Замрзнате 2 години, 2 и нешто години после БГНС, стар човек, тој 62 години, толку долго да е замрзнат, го има замрзнато членството, тоа не е добро за таа возраст. Јас имав пријателски искрен разговор и тоа ми беше намерата не само со него, туку и со сите поранешни председатели на СДСМ. Што сите се сретнавте? Затоа што сметам дека кога одлучив, односно пред финалната одлука, бидејќи со сите нив се сретнав пред да донесам финалната одлука да се Значи многу кандидирам. кафење сте пиеле. Кафења, вода, сокови. Да бевте во ВМРО само со двајца, со Лјупчо Георгиевски, со Никола Груевски, бидејќи таму многу потешко ги менуваат лидерите. Тука мораше Керинска, па Црвенковски, па Владо Бучковски, па Зоран Заев веројатно. Тоа се сите личности кои во одреден временски период биле председател на СДСМ и бидејќи се кандидирам за председател на СДСМ, сметав дека без оглед на тоа кој како ја завршил својата кариера како председател на СДСМ, колку е активен или помалку активен, сметав дека треба да им одадам почит како член на СДСМ за тоа што се допринеле позитивните страни во партијата и едноставно да го побарам нивниот совет. Не поддршка, и со Ковачевски го заборев, гледате, сите забораваме Тој е дека се уште сите актуелен, забораваме тој е дека се уште- Ковачевски е лидер на СДСМ. Тој е Кога ги се набрев уште- овие 4, заборев дека има 5, тоа е Јас Димитар. реков поранешни. Да, јас се Со него се зборував за видов таваму поранешни. Црна Гора кај што е на Бањање, кај што е на одмор или пред да замине во Црна Гора? Не, јас со него се видов, мислам дека последен пат беше на конгресот или ден потоа, не сум сигурна. А со Заев Вила парк Струмица Не, или во Скопје. концерт? Во Скопје. Дојде, значи Заев специјално Во за вас дојде. Не, претпоставам дека имаше и други некои активности во агендата и се договоривме во Скопје. И Со Шекеринска во Скопје. ова средба со Бучковска во БЦ, Скопје. со Бранко Цренковски, на кое ниво да речеме реализирана? Со БЦ како идеолог на знам на Максим Димитриевски, Славјанка Петровска како кандидат за лидер на СДСМ или некоја поинаква основа? Па, кога ја побарав средбата не се водев од шпекулациите или муабетите што сме ги слушале. А го прашавте? Се водев од фактите, не. Се водев од фактите за тоа дека бил поранешен председател на СДСМ. И неговото мислење како поранешен председател на СДСМ, без оглед што има донесено во одреден период таква одлука за замрзнување на членството, сепак сметав дека би имал што да ми каже. Таа средба се случува и еден ден или 2 дена после таа средба Цренковски ви ја пушта по раката на сите преку еден портал на Дагао новинар
кај што беше промовирал дека старото членство и старите членови сакат Никола Поповски да биде лидер на СДСМ. Тоа е всушност пораката на Бранко Цренковски, претпоставам до сите. Дека не застануваат зад никој, како идеолог на знам на Максим Димитриевски, туку еве застануваат за Никола Поповски. И јас не можам да кажам дали и не побарав, реков, ниту од него, ниту од останатите поранешни подпредседатели, не побарав да ме поддржат. И мислам дека таквиот пристап е погрешен, затоа што СДСМ треба да знае дека изборот за председател на СДСМ... Тоа е нормално во политика. Поранешен лидер да ве поддржи, тој има симпатизери, тој има приврзеници. Да, па но на крајот на кришата кога застанува некој... Владо Бучковски станува лидер на СДСМ, тоа е есента 2004 година, кога Игор Јовановски шема Наташа Савон или луѓето на Бранко Цренковски влегол со него во конгресната сала во хотелот Александар Палас. Се сеќавам. Зошто велам дека јас ги почитувам? Затоа и внимателно ги одбирам зборовите кога зборам за поранешните председатели. Ги почитувам за сето тоа што го направиле во СДСМ. Да, секој од нив направиле веројатно и грешки, затоа се поранешни. Ако се било во ред, ќе биле се уште сегашни. Само да го дозволите. Сметам дека застанувањето јавно за било кој од четирите кандидати може во иднина да фрли една сенка дека тоа е избран само заради поддршката на еден или двајца поранешни председатели и понатаму да се провлекува тоа дека тој бил кандидатот на председателот поранешен Икс и така натаму. Сметам дека без оглед на нашите лични релации, близина, комуникација со некој од поранешните председатели, сметам дека треба да влеземе во оваа битка или надпревар за председател на СДСМ чисти и ние да ја водиме, а не некој друг за нас. Тоа е моето размислување. Пред да дојде Цренковски во СДСМ, тоа е 2009 година, и имаме интервју и го прашувам дали планира поп да викне, бидејќи СДСМ имаше поминута низ сериозни премрежја, сериозни, тешки порази, смена на Бучковски, па смена на Шекерински, така натаму. Дали Партени од Бигорски манастир е ваш духовен татко? Пријател, како и сите останати во... Сега точно ќе се обидам да се изразам братството и сестринството на Бигорскиот манастир. Многу често знам да одам таму, да разговарам за различни теми. Понекогаш дури и за политика разговараме. И шо вика Партение, цаци чедо, ти ќе бидеш лидер на СДСМ? Не. За оваа тема не сме разговарали. Благослов, да речеме, Нао му даде благослов на Зоран Заев. Партени на Славјанка Петровска. Имаме многу коректни релации. Јово на стари години, Јово Деспотовски на стари години се крстеше, значи дека веројатно го правеше за да влезе во масони, тоа обично се прави така. Така што сите имате некои духовни играчи, духовни татковци. Мојата релација или мојата комуникација, моето пријателство, јас дури би го нарекла повеќе од пријателство, било како едно семејство со сите нив. Тој стигматизиран како предавник, како бугараш, како човек кој ги руши националните вредности на Република Македонија. Значи кампања се водеше Лјупчо Палевски Палчо, кој ве го вративте од Турција, нели водеше и кампања против партија, доказ портало така. Ликот кој што го спомнавте не е некој релевантен кој може да зборува за тоа кој ги прави националните председател на градска организација на СДСМ. Тоа биле некои давнешни времиња, како и многу луѓе кои поминале и во СДСМ или во... Кој бевте на разговор Бранко Цренковски, значи во мандат на Бранко Цренковски, Лјупчо Палевски. Не би можела јас да коментирам за кадровски решенија, кога веројатно тогаш во 2009 година се уште сум била во младина или некаде тука некаде, така што не сум била дел од тие кадровски политики. Сега од оваа дистанца, ако јас се прашувам, сигурно нема некој лик како тој што го споменавте да биде дел од раководството на партијата или да му се даде шанса да ја представува СДСМ. Што ќе правите со Зоран Заев? Бевте ке Зоран Заев. Што планирате да правите со Зоран Заев? Бидејќи една цела екипа на луѓе околу Зоран Заев. Кочо Ангјушев, Драги Рашковски, кој беше на сина или на сива листа, не на црна, меѓутоа дел од соработниците на Зоран Заев или блиски соработници завршија на црна листа. Еве, пошто сте разговарале Зоран Заев, што планирате со Зоран Заев ако станете лидер на СДСМ? Овие особено што ги споменавте од неговото обкружување, сигурно нема се најдат дел од моето обкружување. Зоран Заев рече после ставањето на Кочо Ангјушев на црната листа дека тој бил најдобар соработник, дека тој бил многу задоволен неговото работење во владата. И мислам тоа беше спротивставување на американската политика. Тоа сите така го разбра. Што вие планирате со Зоран Заев например? Мислам дека од начинот на кој што знам дека се функционира и дека ставањето на црна листа во случајот на Соединетите американски држави или на некои од земјите кои имаат таква пракса, не сметам дека е само одраз на нечија донесена одлука преку ног и испраќање само на некаков
политички сигнал. Туку е многу посложена, ќе ја наречам операција или активност. Зоран Заев, Тоа значи дека имало причина зошто некој се нашол на таа црна листа и како човек кој не само што формално се залага за борба против криминал, корупција и така натаму или подкопување на правниот поредок во државата, сакам и со дела да покажам дека е тоа така. Славенка, Секој човек, иако верувам апсолутно, и како правник, но и како човек во презумпцијата на невиност, меѓутоа не верувам дека туку така некој е ставен на таа црна листа. Тој законот за рестриктивни мерки, така што ги почитувате, нели, тоа е едно од последните седници на влади кои ги водеше Димитар Ковачевски, па подоцна и Тала Џафери, го врати предлогот, па го попари, па повторно го врати во парламентот, го блокираше таму, се блокираше во комисијата за надворешна политика Антонио Милошевски, кој е коносител од четврта изборна единица на ВМРО ДПМ, така што вие ја прифаќате, нема тука презумпција на невиност, вие ги прифаќате фактите, аргументите кои ги презентираат американскиот Стейт департамент, или тоа исто е департамент Мене за ќе ми правда. биде мило меѓу првите закони кои оваа влада, која во најава, меѓутоа е известно дека ќе биде изгласан на викендот, ќе ги предложи да го предложи повторно тој закон, нека биде и видоизменет, нека биде дополнет или сакам да имаме дебата во собрание на оваа зошто тема. ве прашам за Зоран Заев, бидејќи Конгресот беше пред 2 недели, не се случи Конгресот, таму требаше да биде променет мандатот на новиот лидер на СДСМ и Конгрес донесе одлука дека тој што ќе биде избран на 30 јуни ќе има мандат од 4 години. Бидејќи еве сега сме четврток, не е свикан Конгрес, се надам, мислам дека нема шанси, нема теоретски можности да биде свикан Конгрес до 30 јуни. Еден од 4 кандидати кој ќе биде лидер на СДСМ, кој ќе биде избран со непосредно гласање на целото членство, ќе го троши мандатот на Зоран Заев кој почнува март 2021 година. Што значи дека ќе биде лидер само 9 месеци. Според сегашниот статут, да. И тоа беше една од точките на Конгресот, кој не заврши и иако јас сметам дека треба да се одржи, односно продолжувањето пред изборите, но нема, реално технички нема време за тоа. Јас ако станам председател на СДСМ, со сигурност тој конгрес ќе се одржи. Околу отчетноста, односно изборните резултати. Конгресот е да се одржи по завршување. Се слагам. Нема да ви го продолжи мандатот на 4 години, туку ќе биде против статутот, тоа ќе биде на 9 месеци. Нема да биде во согласно со статутот на партијата. Значи председателот кој ќе биде избран на 30 јуни на гласањето, ако има само прв круг, ако не ќе има и втор круг, во кој ќе влезат првите двајца најдобри, мислам дека отприлика според роковникот кој ни беше соопштен би бил на 7 јули, вториот круг, ако има втор круг. Тоа значи дека тој Макрон, или таа ќе биде Макрон во Франција ќе се поклопите со датумите, нели, тој предвремени избори распишто после губење на европските избори, така што вие таман ќе имате, значи француски модел сега е. То судбина ви е некако во СДСМ, француски, поради француски модел паднавте, француски модел ќе го избери новиот председател. Не е ова француски модел, ова е модел во статутот на СДСМ. Чинам дека 2020 донесена таа промена за избор на председател на ваков начин и е предвидено ако нема прв круг. Ако имате мандат од 9 месеци, па веќе имате помал мандат од Зоран Заев кој му го топлеше столчето на Бранко Цренковски 2008 година по оставката на Радмила Шикаринска до доаѓањето на Бранко Цренковски на чело на СДСМ по завршување на мандат од 12 мај или од 2009 година. Така што дали лидерот кој ќе биде избран на 30 јуни или на 7 јули, ако има прегласување, ќе го топли столчето до изборот на некој нов лидер, од кој ќе ве накантат на локални избори или на некои предвремени парламентарни избори? Па, бидејќи изборот би бил на председател би требал, односно мандатот ќе заврши во март 2025 година, пред тоа нема да има избори. Со чисма, па може да ги помести, ако ги помести предвремени локални. Не верувам дека би може летото да ги направи. Па да, март, ние ќе имаме избори повторно во март 2025 година. Секој изборен циклус имате отчетен конгрес. Тоа е согласно статутот. Да. Сега да се вратиме за затоплението. Сигурно би било глупо, например, после тешко губење на локални избори, а вие сега треба да бидете сериозни политичари да сватите дека немате шанси да ги добиете локалните избори, таму треба да бидете стрекни ако имате 100.000 гласови, ќе имате отчетен конгрес после тоа. На тој отчетен конгрес, ако делегатите на конгресот ви изразат недоверба, вие не можете да не одите на вие било кој довека, не може да не одите повторно на гласање на целото членство. Значи вака. Изборот за председател на СДСМ не е како стариот систем кога делегати на конгрес бира. Како е? Целото членство. Целото членство, меѓутоа и во делот на одговорноста исто така има предвидено како се сноси одговорност. Да се вратиме околу топлењето на столчето.
затоа дали, еве, ако да речеме јас бидам избрана, Вие најбезболно сте е лидер, да се земам за пример, Партијни ред се за да не се цаци Чедо ќе бидеш лидер на СДСМ, да не еве се вие навредат станете лидер на останатите СДСМ. колеги заради топлењето на столчето, еве јас ќе бидам, Добро. ќе се земам себе си за пример, дека еве на О, 30 не или ги се навредиле јуни они или 2 дена и 2 дена или- лидер би биле на СДСМ. Добро. Како Лјупчо сака. Зиков, како На Лјупчо Зиков. 30 јуни или на 7 јули, ако бидам избрана за председател, нема предизвикот да бидам председател на СДСМ или избрана за председател на СДСМ, да го сметам како топлење на столче до март 2025 Ама вие нема да направите година. раководство, ќе ве чекат локални избори. Јас во манифестот за социјалдемократијата имам некои рокови кои ги имам ставено токму од овие причини. Затоа што сум свесна дека во следната година има локални избори и што повеќе не се толку предизвик локалните избори, колку што сум свесна дека владата на ВМРО-ДПМН ќе почне од понеделник да работи. Да, понеделник ќе биде веројатно денот на примопредавањето по министерствата и во владата, но тие ќе започнат со агенда. Во секоја сериозна држава, секоја сериозна политичка партија која е во опозиција, меѓу другото и што се занимава со своите внатрешни процеси, во случајов СДСМ поприлично ќе се занимава со тие процеси, треба да биде и будна опозиција. Ние имаме 18 пратеници во парламентот од коалицијата, 15 се само на СДСМ. Дали се 15 повеќе или се помалку, тие треба да се одработат или ние, бидејќи јас сум пратеник, треба да бидеме да се одработиме својата задача на коректор на власт. Вие имате 15 пратеници. Никош во парламентот не се добивале битките. Никола Груевски падна на 4 или на 5 пратеника после расколот со Лјупчо Груевски 2004-2005 година. Но во основа секое гледање на таа пратеничка група на СДСМ, каде што се во најголем дел носителите или коносителите на листите во овие 6 изборни единици, единствено кај вас бевте само вие, коносителот не успеа да влези во собрањето на Република Македонија, тоа значи дополнително иритирање на македонските граѓани. Бидејќи ако тие биле задоволни од вас, би ви дале доверба на 8 мај. Бидејќи не се задоволни од вас, секое ваше појавување на пратеничката група ќе значи дополнително иритирање на македонските граѓани. Барем во еден период, 1, 2 или 3 години. Димитар Ковачевски сега по новинар избори дека тој 365 дена нема да дава никакви изјави, нема да дава никакви ставови. Дали пратеничката група на СДСМ сега ќе стане товар на едниот лидер на партијата, без разлика дали сте вие или еден од 4 кандидати, и СДСМ без медиуми, без пристап на медиуми, без силна пратеничка група, со една внатрешна раскараност, ќе биде лесен плен не на ВМРО-ДПМН, на знам на Максим Димитриевски и на левица на Димитар Пасиев. Ако прашањето или тезата која поставивте е сосема легитимна да се постави, особено после вакви поразителни резултати на изборите. Меѓутоа, прашањето за тоа дали пратеничката група ќе биде товар на партијата и дали може или пак може да допринесе нешто за партијата, мислам дека е прашање кое јас би го водела внатре во партијата по конституирањето на новото раководство и тоа треба да биде предмет на сериозна анализа. Без оглед дали ќе бидам јас избрана или нема да бидам избрана за председател, јас сум пратеник, дел од пратеничката група на СДСМ и за да не ги повториме истите грешки кои што сме ги повториле па и 2020 и 2021 и затоа сега не се случија овие резултати кои не се случија, сметам дека СДСМ мора еднаш да направи сериозна анализа. Кога велам анализа на избори, вие немавте анализа на избори, нели ви пропадна Конгресот. Што би ви покажала? Ние немавме анализа на изборите и 2021 и 2020. Па добро, вас ви пропадна Конгресот последен бидејќи немавте кворум. За да го скриете фактот дека сте немале кворум, вие направивте некоја формулација дека општинските организации побарале дополнителни информации. Еве, ке сте ги дале. И што би ви покажал таа анализа? Кој тврди дека сме немале кворум? Дека Димитар, па имавте само 280-290 делегати. Кој го тврди тоа? Па сите што беа присутни. Тоа е 39,1% присутни од 750 делегати кои беа присутни на Конгресот. Дали ги знам бројките за присуство? Има спорење дали имало кворуми на Централниот одбор, каде што е закажан Конгресот, а вие сте председавач на Централниот одбор, имавте ли кворум на Централниот? Имаш. Сигурно сте. Сигурно сте, затоа што е мала сала. Да не биде како на гласањето кога избран Талат Џафери 2017 година, кога одредени пратеници 2 пати со 2 раци гласа. Не, тогаш се имаше и снимки за гласањето на Талат Џафери, се виде точно кои беа внатре во салата
и мислам дека е многу повеќе од јасно Помислам, на кој Мишовски начин таму беше. со две раци Не, гласеше. со две раце, Така, меѓутоа се гласеше броело и- само еднашка затоа што се знае Така дека е. секој пратеник има право на Тоа беше еднашка. вон- Да се вратиме на Таму партиските се пее на албански филми, партиските овие сега што се коалициони партнери на ВМРО. се пеа, се правеше Така. се и се што и тоа е една многу лоша епизода од постоењето на нашата држава. Ќе браните дека на Конгресот имало доволно број делегати? Не, јас само да Не, да да влагате во тој објаснам. филм. Зборувавме за 290 целото. беа, мислам, избрани за се централниот 290. одбор, имаше кворум. Добро. Да, навистина присуството не беше На раб беше, 100%, на раб беше, апсолутно. на раб беше. Меѓутоа имаше кворум и тоа е факт. И јас не би држала седница, бидејќи председавам со централниот одбор, ако гледам дека нема доволно кворум. Вие сте од почетокот на годината председавач И на јас сум ЦЕО. од јануари, да, јануари оваа година. И Да шо се ви вратиме текна- на и шо- Конгресот. И шо ви текна да префатите председавач на ЦЕО? Тоа е како дојдете во Четници или Вусташи 45-та година кога гледате дека војната ја губивте. Така да вие станате јас председавач прифатив- на ЦЕО јануари месец оваа година, кога веќе се гледаше, кога и врапчињата знае дека СДСМ нема да биде поразен, ќе биде понижен на изборите. Ако јас калкулирав со тоа да си угодам себе си на својата кариера, веројатно немаше ни сега да се напатам, односно да се мотивирам да се накандидирам за председател на СДСМ. Добро, председател Познавам на многу, на СДСМ е сепак. познавам сепак многу, па врв дури на една партиска поискусни кариера. партијаши, ајде така да ги речам, членови на СДСМ, поискусни од мене, на кои му давам признание, ама кои одбраа сега за овие избори да седат некаде понастрана и да видат Тој Игор исходот кој ќе Ивановски биде. шема, тој е Бранко Царенковски Не, зихарашка не, варијанта. Ако можат со молење да го донесат без да се помачи. Не, мислам дека Да лобира мислам дека членови, некои да од тие што лобира ги спомнат имаат многу принципиелни ставови и не се дел од тие кои што седат во сенка. Сите го убедувавте, не, он не сакаше да прифати, па нормално не сакаше. Јас не сум го убедувала, не знам Ќе за се чека 2 другите. години, локални избори ќе ве накантат, на предвремени парламентарни ќе Меѓутоа ве е накантат. принципиелен и е конструктивен и Тезата, не ставјанката. долева масло на огнот и не работи да не бидат успешни изборите или да нема Па добро, еве, успешен 2,5 конгрес. години Така беше- да Игор Ивановски Шема е еден од поконструктивните членови на Социјалдемократскиот сојуз на Значи, сме Македонија, погодиле. кој без оглед на тоа, не, Сме погодиле дека кој Игор без Ивановски оглед Шема. на тоа, кој не го спомнавте, затоа зборувам за него, кој што без оглед на тоа, дали во даден момент се чувствувал разочарано или не од некое раководство на партијата, секогаш останал доследен и никогаш јавно не излагал да зборува ниту против некој партиски другар, нити против партијата. И тоа е Добро. многу доблесно и искрено тоа е Господјо- нешто за кое што јас Господјо Петровска. се воодушевувам и го гледам како позитивен Тој пример. беше главен идеолог на партијата по доаѓање на Димитар Ковачевски. Требаше да работи на програма и требаше да работи на идеологија на СДСМ. Една од причините за поразот кој сега се посочува, освен дека Димитар Ковачевски требаше шпицен кандидат да го ставите како Христијан Мицкоски 2020 година, бидејќи во ниту една изборна единица на анкетите не се појавуваше Димитар Ковачевски, не го препознаваа како лидер на СДСМ, мислам дека требаше шпицен кандидат да го ставите, тоа веројатно една од анализите би го покажала. Второ, дека не сте имали идеологија, дека се остапили од идеологијата, така што овој стане до Ланци Едвард Кардель на СДСМ, модерен СДСМ, Игор Ивановски Шема, не се заврши својата работа. И не може да биде неуспешен председателот, а да биде идеологот успешен. Или да биде раководството успешно. Вие сте дел на раководството. Ви сте били една од носителките на листите во 6 изборни единици. Затоа реков, ако јас калкулирав И ако Ковачевски за се себе- повлекува, Добро. ако треба некој да остане да продолжи политика да ја спроведе, треба да ја спроведе тој што бил прв човек. Вие сте биле дел на екипажот и ако капетанот се повлекува, требаше вие да се повлечете. Се додека А вие се немаме, кандидирате за лидер. се додека немаме анализата која треба да покаже зошто сме ги изгубили изборите. Ви треба ли анализа на 150.000 гласа? Мене не ми треба анализа. Мислам, тоа е јасно. Јас тоа можам се сега гледа да од ви авион. набројам повеќе причини заради кои што СДСМ ги изгуби изборите и заради кои што губеше и во 2021 година, а имаше и не толку одличен резултат и во 2020. Ако ние сметаме дека во 2020 година сме победиле, математички да, заради тоа што ние освоивме поголем број на пратеници, апсолутно во број на мандати и формиравме влада, и исходот од едни парламентарни избори е тоа, да формирате влада, ние тоа го направивме. Но и во 2020 година, немањето на детална анализа, што се случува со гласачкото тело и поддржувачите на СДСМ, допринесоа во 2021 година да бидеме шокирани од резултатите, Петровска. за сега едноставно да бидеме Се запрепастени. сеќавате на председателските избори 2019 година? Се сеќавам. Па нели беше метлата на Зоран Заев?
Апсолутно. Нели беше сменет организациониот секретар Миле Зечевич. Нели беше сменет Александар Кирацовски генерален секретар. Нели Заев најави метла во после извршната првиот власт? и после А во вториот круг извршната на власт? на председателските Во избори. извршна, кога сте И власт, затоа јас со Јово фокусот Деспотовски ја употребив таа формулација дека три работи се најсмешни во Македонија изминатите 34 години. Заљубен албанец на политичка функција, ВМРО-вец кој се прави американец и СДСМ-овец кој вели ја разбравме по раката на граѓаните. Ништо не сте разбрале 34 години. Јас ја разбрав. Така како што губите пред 34 години, пред 28 години, губите и денес. Вие ни една порака. Власта ја поклонувате вие. Значи, вие не владеете. Значи, ко некој жежо компир да ви урака, едва и да чекате да се ослободите од... Значи, предходно војна имат вели прва, па Шаранел, едва и доаѓате на власт против Лупчо Георгиевски, против Никола Груевски, доаѓате на власт и растур систем ви се Во случува 2002 година на власта. дојдовме со голем број на освоени гласови на власт. Фактот дека сме дошли на власт покажува дека сме се коригирали, сме се промениле, затоа сме освоиле власт. Не, овие беа полоши, Во војна направија. Во 2016 година Не победивте. не победивме. На цела шарена револуција, Во 2000 на сите пари, Апсолутно. на цела западна Меѓутоа, подршка, вие изгубивте 20 Ако се враќаме гласа. назад, треба да дискутираме и во какви околности во државата тогаш беа спроведувани изборите. За прв пат беа спроведувани избори кога дел од власта требаше да биде отстапена, Министерството за внатрешни труд и социјална политика и така натаму, на министри кои се назначени од страна на опозицијата. Тој модел кој многумина го сметаат за хибриден, што не постои во други држави, меѓу другото беше измислен или креиран заради заробената држава во која што ние се наоѓавме во тој период. Ова ви е природно или имате тренинг кој министар за одбрана За? да говорите широко и да ги избегнувате Не, јас се трудам да како објаснам. Како ве нарече се- Дафина Стојановска, која ве сканта во 6 изборна единица, Добро. покер фейс сте имале, нели? И сте Покер фейс изразот на лицето нема врска со начинот на Нели, кој што ги одговарам. Покер фейс се така ве однесува нарече, на нели? мојата смиреност веројатно. Нели тоа беше А ли? кога некој зборува искрено и кога не сака, кога не лаже, тогаш може да има руските разузнавачки структури, израз на лицето. руските А служби во однос ве на имат тоа дефинирано долгото како раскажување покер фейс, мое, така? моето долго раскажување, да, може би некој ќе забележи за тоа, меѓутоа Господин сметам Петровска, дека како политичар, па дали- и како министер дали за во тој одбрана и сега хибриден- како кандидат за председател на СДСМ треба да се Дали во- објаснам и да се изразам Дали убаво. во тој хибриден напад кој ви се случи кога станавте министар за одбрана, Добро. кај што позадена стои една хибридна руска операција која се спроведа тука од структури во Република Македонија, вие бевте дефинирани како покер фейс играч. Не би можела да знам како сум била Сигурно дефинирана, сте можеле. меѓутоа со оглед на тоа дека тоа е користено од страна на некои ликови кои се поврзани со нив, претпоставувам дека да. Затоа што им попрече во тоа дека Ке се- некој ќе им се спротистави во Македонија за тоа дека треба да се даде поддршка на Украина. Да, може би јас бев изложена на напади, на омаловажување, на потценување и така натаму, меѓутоа не отстапив од тоа дека одлуката да се даде поддршка на Украина и политичка, Стани цаци. меѓутоа и во поглед на поддршка со воена помош и опрема, и тогаш сметам дека е исправна, и денес сметам дека е уште поисправна. Стани Цаци беше во И Украина. ме радува што и Стани председателката Цаци- на државата е на таа линија, односно иако додека беа опозиција молча на прашањето на Украина, веројатно тактизира, меѓутоа ме радува тоа што еве сега како власт, како веројатно се- врховен командант е на веројатно истата се линија сетила. на тоа што јас повеќе од 2 години го зборував дека треба да бидеме многу погласни. Кога сакате да се Веројатно се- спротиставите на нешто, треба да сте гласни, не треба само да веројатно се тактизирате и сетила калкулирате. Гордана Селјановска дека може Тоа е би добро, била или незините дека била на советници некоја кои ме апсолвентска- критикуваат за таквите мои одлуки. дека била на некоја апсолвентска екскурзија па во Па не Одеса, знам дали па во тоа Одеса, или па во незините Одеса. советници па имало кои некое крстарење може или би незините под Днепар советници, или па така добро, или нешто. незините советници кои ме Кој критикуваа ме критикува? за таквите, па дел од незините советници ме критикуваа за таквите одлуки. Тоа беше хибридна Сметаа дека операција. не сум знаела што каква одлука носам, иако тие одлуки не беа само мои, јас не ги носев дома, Тоа ги беше носев хибридно. во институцијата, ги носев со соработка на генералштабот, односно задолжително нивно изјаснување или мислење од страна. Тоа беше хибридна Тоа беше операција. начин како да се Нападот не да беше на се- Славјанка Петровска, беше на функцијата Апсолутно, на министер за одбрана и нападот беше на оневозможување или одвраќање Министер за наше, одбрана на земја членка на НАТО, да на продолжиме НАТО. да ја помагаме на Украина. И не И одстапивме добро, од Стани сето тоа. Цаци, како министер беше во Украина, И јас бев, Димитар да. Ковачевски не беше како премиер во Украина. Имаше средба со Зеленски во Атина, Да. имаше на некои други места, но не беше во Украина. Како досието на Димитар Ковачевски? Ковачевски дезертер, нели тоа беше исто една операција која се спроведуваше од овие структури во Република Македонија, кои сега
Стана власт, но тие не се добра до власта, како досието на Димитар Ковачевски заврши во рацете на опозицијата. Некакво досија. Дека не служел воен рок. Ковачки или не знам кој излегуваше дел од прваците на ВМРО да помане, сега може да не бил Ковачки, некој од нив излегуваше, мафта во собраниските клупи, му покажува, го навредува дека е дезертер, дека не служен воен рок. Димитар Ковачевски. Како заврши? Тоа е Земено од Министерство за одбрана во ваш мандат? Досието нема Димитар Ковачевски досие во Министерството за Добро, одбрана. досие мислам од страна. Се води служел, не книга служел. евиденција се води, таа е за сите граѓани кои во одреден временски период наполниле 18 години, требале да бидат повикани така натаму и внатре се дадени прибелешки за тоа дали некој служел воен рок, не служел и ако не служел зошто. Питаме, таа е добра приказна. Значи имате премиер Таа се наоѓа во подрачната единица во Куманово, бидејќи тоа е по местото на живење, така е, да, по местото на живење се отвори истрага во службата за воена безбедност и разузнавање заради бидејќи тие книги се класифицирани со степен на класифицираност, че нам беа доверливи или строго доверливи, и бидејќи секогаш кога ќе излезе информација, без оглед за кого се однесува, треба службата за воена безбедност да провери како е таа информација била протечена или како излегла, и тоа службата го направи. Постојат извештаи од нивната истрага и е постапено. Тие се класифицирани и јас не би можела да ги споделувам. Особено се од сега, од кога не сум веќе министер. Не мора да ги споделите, можеме да ги прераскажеме. Не смеам да ги прераскажам. Ова завиша филм групација, како што се дефинира, ма тоа се поранишни разузнавачки структури. Во извештајот, само ќе ви кажам, во извештајот кој мене ми беше доставен, како резултат на оваа истрага која службата за воена безбедност и разузнавање ја спроведе, беа посочени неколку имиња и презимиња на вработени во министерството и припадници на армијата, беше објаснен целиот тој тек и до тука можам да зборувам. Госпоѓа Петерска, таа структура сега не доби сертификати од НАТО. Не може да се на раководни функции. Вие кога ќе гледате барем половина од носителите на листи на ВМРО ДПМН, кои беа најавувани како сериозни, министри за одбрана, министри за ова, министри за она и така натаму, сега или не се министри, па викат, ние ќе ја браниме безбедноста на Македонија во собранието, нели како што ја бранеа 2001 година Македонија на плажа на Халкидики, а некои други се во некои поспоредни министерства. Ние сме НАТО држава. Во овие 5 клучни министерства мора да има сертификати или согласност на НАТО за да може да обава таа функција. Ова структура која завиша филм која нарекувам или луѓе кои стоеле зад завиша филм групацијата не добие сертификати. НАТО сертификатот кај нас се уште има две постапки. Една е за национален сертификат, втората е за НАТО сертификат и се одвоени постапки, иако во еден дел истите служби ги спроведуваат, се разбира. Меѓутоа, кај НАТО сертификатите се разбира дека тие се задолжителни, особено за министерот за одбрана и министерот за надворешни работи, председателот на државата и премиерот треба да имаат бидејќи учествуваат на оние годишни самити на НАТО. И тешко се добива, не е така едноставно, не е тоа административна процедура во која што само ќе видиме дали некој бил казнуван или не бил казнуван, туку се ценат многу други ајде да речем карактеристики на човекот кој аплицирал за НАТО сертификат. Што карактеристики? Не би можела да, бидејќи самата таа постапка ако одел, например, ако одел на плажа во Сочи или ако одел на плажа тамо недека на Крим, тоа ќе му се смета, како позитивно или негативно? Без да, па јас сум учела руски јазик. Во прва година факултет. Значи, печена за министер за одбрана, значи. Во прва година факултет, па имам НАТО сертификат. Руско оделение што и кад станува збор за, ајде во кратки црти без разбира да раскажувам многу за постапката за издавање сертификати. Не можам и не смеам тоа да го правам, само ќе кажам дека една од клучните работи кај секој еден кој сака да добие НАТО сертификат е интегритетот, настрана од се останато. Петровска, така што веројатно учењето моје на руски јазик не е битно за мојот интегритет. Ако имате средба со Путин, значи вие без преведувач би имале. Не, сега ќе ми треба преведувач, значи, затоа што за имам заборавено. разлика од Вучич кој на стари години учи руски и кинески, вие сте учеле руски во основно училиште. Не во основно, прва година на факултет, се извинувам, и толку беше. И повеќе веројатно беше затоа што мојата мајка, која се е покојна, студираше руски јазик и веројатно некоја, не знам, можеби неизина пренесена. Ова, например, Марија Захарова, што е портпаролка во Министерството за надворешни работи или десна рака на Лавров, кој вела дека освен шубо изгледа и перфектно игра, и перфектно игра. Сега кога гледа ова снимка од Канал 5 телевизија, вие таму како Бонием, како Џон Траволта што играте, веројатно ќе ви биде љубоморна. Не знам зашто би ми била љубоморна. Добро, сега.
Ако јас сум министерка, бивша на ако земја јас сум членка и идол на НАТО. нејза, тоа е веќе сериозно. Треба Петровска, Путин да се запраша за тоа. Сака да ве прашам, ке ве вратам кај Заев. Зашто не го ставате Заев ако се борите за тие 9 месеци, последни 9 месеци од мандатот на Зоран Заев? Гледате, Зора, бите, која е тоа громада? Зоран Заев се го троши својот мандат, па Ковачевски го троши, не може го дотроши мандатот на Зоран Заев, па трет лидер сега ќе мора 9 месеци да го дотрошува мандатот на Зоран Заев. Пошто не го ставите Зоран Заев ќе на кантат на 2 избори, ќе го избркате после од партијата? Сега да се кандидира, ако сака, Пошто може не го да се ставивте? кандидира, не го ставаме ние. После ќе му даевте еден саат ќе му Изборот на даевте председател на и ќе СДСМ, го пратевте у политичка изборот на пензија. председател на СДСМ не е така едноставен сега, затоа што државата и партијата се пред сериозни предизвици исправени. И сега ние може да калкулираме со различни имиња. Јас во овој надпревар или во овој избор на председател не се нафатив за да калкулирам и не се нафатив за да бидам нечија замена. Добро, кој ве убеди? Туку напротив, Вие размислувавте. Добро. И на крај, нели, после долго размислување, консултации со сите 4, односно 5 лидери, пак го заборив, Ковачевски, со сите 5 лидери, вие прифаќате или се нафаќате да трчате во председателската? Ќе беше поразително за мене лично, Ако беше некој ве поразително ако некој ме убедеше. Добро, Петровска. Тогаш имаме сериозен проблем, а мене не може да ме убеди Кој ве никој. договори Никој средбата? не може да ме- Кај Бранко Цренковски. Само. Ана Павловска Данева ве договори средбата? Не. Само ја договорив. Ја мислам дека Ана Павловска Данева Само ја ве договорив. договори таа средба. Само ја договорив, не. Или Јани Макрадули или Ана Павловска Данева. Ана Не. Макрадули И Ана Павловска Данева, која сега е Јани уставна судика, и Јани Макрадули, кој е поранешен и пратеник и подпредседател на извршен. собранието и така Член натаму, се мои драги сопартици. И тоа се луѓе кои во одреден временски период со кого сум имала можност да соработувам, сум научила многу. Како и многу други кои можеби вечерва нема да ги споменаме. Ма тие ваши Меѓутоа, соработници не ми ја договорија не средбата, стојат- средбата си ја договорив сама затоа што ако сакам да бидам председател на партија не би требало да имам посредници во комуникација со некој Тие ваши соработници, поранешните председатели на партијата. како ги дефинирате, например, кога е Конгресот 2004 година, кога Бучковски ја поразува Радмила Шекеринска, Добро. пред да замени Радмила Шекеринска на Конгресот, тамо сте присутни вие, тамо е Јово Деспотовски, тамо е Јане Макрадули, тамо е Дамјан Манчевски, кај Радмила Шекеринска. Каде Двај- ќе Радмила Шекеринска? Во кабинетот. Тогаш е вице-премиер за евроинтеграција, ако не се лажам. Добро, Ако не, не се- сигурно не сме биле во кабинетот затоа Милион посто сте Конгресот е недела на работен ден. Не, милион посто сте биле, значи пред да Добро, замине. добро, пред да замине не се таму, сеќавам, земете ми за резерва. Мислам, милион, не сум сигурен дали беше недела. Да не беше некој Конгресот беше во недела. да не беше работен. Ке треба да Мислам проверим, дека ке во треба да недела. проверим. Меѓутоа, Вообичаено конгресите се во недела затоа што да, милион- треба да дојдат од цела Македонија. Милион делегати. посто Добро. бевте таму. Двајца од тие соработници сега трчаат за Јово Деспотовски. И Дамјан Манчевски, а срамежливо Јане Макрадули. Добро. Зошто соработниците не трчаат за вас? Зошто Радмила Шекеринска, вие сте човек на Радмила Шекеринска, не трча за вас? Не даде ни збор подршка на Славјанка Петровска. Значи, вие секоја сте перцепирани, се до пред некоја година, таа фаза ќе анализираме после ова, бевте прецепирани како човек на Радмила Шекеринска. Како човек на Радмила Шекеринска, легувате во Министерство за внатрешни работи да го имате под контрола Оливер Спасовски. Тој е конфликтот внатре во СДСМ, Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска после доаѓањето на власт. Зар вие мислите дека може некој Оливер Спасовски да го контролира? Особено Ако сте јас. близко до него, би можеле, Како ако ќе да го не го контролираме, контролирате, тогаш да го имате под контрола. Што прави, со кој се среќава. Шеф на кабинет да има под контрола министар. Тогаш не бевте шеф на кабинет, бевте советник. А, Подоцна станувате Во 2017 година, во станувате шеф на кабинет. 2017 стана шеф на кабинет, во 2015 година во времето на првата техничка влада бев асистент во кабинетот на Советник, Спасовски кабинет. и одам на негов предлог, не е тоа на предлог на Радмила Шекеринска, На негов нити е по предлог? моја инсистирање. Дозволете, кога бевме во опозиција, И кај се карате со Оливер Спасовски? Не се карам, јас Вие имам одлична застанувате на страна на комуникација. Лазе Велковски. На Лазе Велковски? Па да, Лазе Велковски што беше прв човек на Бирото за јавна безбедност, добро. Претходно беше прв човек на СВР Скопје, нели во времето на Бранко Цренковски, таа легендарна И во времето на техничката влада И беше. времето на техничката. Го фаќаат во со оној джип аферата со керката која оди со джипот. Добро, да, служба. да, се сеќавам, На го знам одмор тоа, оде. го познавам. Вие подоцна станувате близок соработник на Лазе Велковски. Соработник на Лазе Односно Велковски. пријател. И јас не Дел можам на да групата бидам. на Лазе Велковски. Групата на Лазе Велковски. Не. Вилма Русковска, Лазе Велковски. Не. А таа група што работи? За што служи? Па тоа е она уранија група што јас имав дефинирано, која работи, која се дружи, која има своји амбиции да преземе дел од власта да само државата и така натаму. Не. Со Лазе Велковски се немам сретнато од поодамна. Па тоа е пред неколку години, исто како што
сум се среќавала. Миле Зечевиќ и е дел сум на таа се- група. Миле Зечевиќ лидер на таа група? Не, е дел на таа група. А дел на таа група, а лидер кој не е? Веројатно јас. Па не, јас мислам дека лидер ви е Кафетин коалицијата. Која е таа коалиција? Полна мокна фармацутска компанија во државата, која е предводник на таа Кафетин коалиција. Не. Кој што треба во финалето да го исфрли лидерот на Кафетин коалицијата или премиер, ако не можеше Мицкоски да формира владата, или кандидат за председател на државата. Јас во изминатите години сум слушала многу теории. И Ова многу не е теорија. и Вие ова сте е- видени, ова е- вие сте не, видени ова е- таму, сте имале средби, ова е- не. кажано ми е и така. Со кого сум имала средби? Вилма Русковска, Лаза Велковски, Не, Никола со Вилма Колевски, Русковска, не. Со Вилма Русковска, Миле со Никола. Зечевиќ. Миле Зечевиќ, Добро, Вилма Русковска, Миле Зечевиќ и кој друг? Никола Колевски. Не, на иста маса никогаш не сме седеле. Па добро, Ниту во Уранија, ниту било каде на друго Поединечно, место. да. Не. Никогаш не сум била дел од некакви задкулисни игри. Сигурно? Апсолутно, Па вие сте да. сега кандидат на Миле Апсолутно, Зечевиќ да. и на Димитар Ковачевски. Тоа не. Вие сте сега кандидат на Миле Зечевиќ и Димитар Ковачевски. Не сум. Не сте Миле Зечевиќ за вас? Не сум. Не. Па Миле Зечевиќ врти телефони за вас. Не стои. Исто како што не можам да кажам дека немам поддршка и од некои луѓе кои вечерва не ги спомнувате. Јас мислам кажав, јас мислам по дека образованието- вие заслужувате најмногу од сите. По Да образованието, бидете лидер на СДСМ. образованието и мое. Ова што ви поставам По малце образованието понезгодни му- прашања. Не, нема незгодни се прашања, има согласам. само начинот на кој што ќе ги Ајде. одговорам и дали ќе има Имате- можност да имате одговорам. покер фейс, И како дали може- ќе или да. дали ќе има можност да одговорам, Слободно тоа е уште одговорите. поважно. Ајде, одговорите. А по образованието и затоа реков, по образованието на било кој од кандидатите. Не само на мене, туку и на останатите. Миле Зечевиќ не стои зад вас. Не. Па врти по општински организации Миле Зечевиќ. Па не, дел од не екипата стои. кој ви беше во 6-та изборна единица. Добро. То се луѓе на Миле Зечевиќ. Ама Силвија многу Аврамовски, јас значи многу целата се таа противам, јас многу се противам и не сакам, А зашто се вистина. противите? Не, зошто ќе дозволете. Ајде. Многу се противам кога во партија, каде што сите споделуваме или барем јас, мојата перцепција е таква, треба да зборуваме за тоа што е суштината на партијата, ние се делиме на тоа кои чии луѓе биле. Ама тоа е суштината на секоја партија. Лоби групи, Лоби групи е луѓе друго. блиски, па тоа се тие лоби групи, луѓе блиски. Јас човек можам да на лобирам Црвенковски, за човек некоја на Заев. политика на Па сега партијата. Винко Филипче чив човек е. Јас можам Тој не е како дете пораснат во СДСМ. Јас можам да лобирам за определена политика. Еве да речеме сега во собранието. Во собранието како партија во опозиција, како пратеничка група, ние ќе треба да донесеме некои одлуки за почеток за вземање на став дали за определено законско решение ќе гласаме за или против. Дали Има ќе се, поддржиме не или нема да бегате од поддржиме. тезата. Не, дозволете. Не бегате од тезата. Не бегам од тезата. Да. Само давам Тезата, пример. прашањето Ние беше, сме дали сте 15 човек на Миле- пратеници. дали сте човек на Миле Не, Зечевиќ? Дали сме пратеници, ние сме 15 пратеници на СДСМ. И имаме координација на која што ќе зборуваме за одреден закон. Односно, одреден закон кој што е на точка на дневен ред. Ако јас го кажам својот став, дека за таа точка треба да гласаме против, на пример. И повеќето од пратениците се изјаснува дека треба да гласаме против тој закон. Добро. Еве, ќе го земам законот што помина за органи на државната управа. Дали тоа значи дека тие се мои следбеници? Дел од мојата лоби група? Не. Се договараме за став за определено прашање. Петровска. Сега, да бидам многу јасна и да ги рачистам сите делими околу тоа чив човек. Сега се обидувате да Не, ми чив го човек кажете сум јас. дека водата не е мокра, Не. а дека воздухот не е сув. Не, и водата е мокра и се е јасно тука. Апсолутно. Но. Значи, во партии Чив човек сум луѓе јас. се Еве ќе врзу- го одговорам сега прашањето чив човек сум јас. Добре, не сте блиски со Миле Зечевиќ? Чив човек сум јас. Да. Па Јас вие сум- станувате јас- министер за одбрана. Добре. Јануари 2022 втора. година. Да. Од кога Зечевиќ, тандемот Џо Бајден, Камела Харис, Зечевиќ и Ковачевски доаѓаат на чело на СДСМ на конгресот, кај што ја поразуват Фросина Раменска и Јово Деспотовски. Значи еден месец после тоа, тамо нема големи кадровски претумбации. Една, два, три рокади што се на министерски места кои се заминува Радмила Шекеринска, станувате вие министер за одбрана. Значи вие со клемнување на глава на Ковачевски на Миле Зечевиќ или како нивни фаворит станувате министер за одбрана. Вие не може да речете јас не сум. Во мандат на Миле Зечевиќ, кога не може ни тоалетна хартија да се купи во СДСМ, вие станувате председавач на Централниот одбор на СДСМ. Тоа е одскочна даска за нешто. Ако Мицкоски станал генерален секретар, па од таа функција подосна лидер на СДСМ, овде значи големи играчи биле председавачи. Ана Данева, Павловска, што ја спомнавте, што не ви договорила, а може би ви договорила средба Црвенковски. Лете конфликтот во Уставен суд беше конфликт на Заев и конфликт на Црвенковски кој да биде, пошто Уставен суд е тамо доминантно СДСМовско
членство, станува Перо Костадинов, председавач на Централно, односно подпредседател на партија. Значи, таа функција ви е одскочна даска за да влезете во битки лидерски или некои други. Председавачот на ЦИО на СДСМ е со мандат од 1 година, така што низ овие години многу луѓе станале председавачи на ЦИО. Јас станувам министар за одбрана на предлог на Димитар Ковачевски. И да, имам поддршка и од претходната министерка за одбрана. Вие не сте кандидат. Значи, гледате, Заев има свој кандидат. Шекеринска има или нема свој кандидат или чека некое подобро време. Сите овие претходни лидери, еве Бучковски се слика тамо со Венко Филип ше оди сироти тој овие усташите четници 45-та година што заминува во Атина се слика со Зоран Заев со Венко. Само Ковачевски и Зечевиќ, и Зечевиќ немаат кандидат. Немам причина зошто да не ја кажувам вистината. Немам причина, не. Па политичар не значи нееднакво со вистина. Немам причина. Ако ме поддржале или сум кандидат, условно кажано, на тандемот Ковачевски-Зечевиќ, тоа да не го кажа. Ако е тоа така. Но тоа не е така. И јас не можам да ви кажам дека да, јас зборував кога јас не сум зборувала со нив за тоа дали ќе ме поддржите во мојата кандидатура или не. Зашто не го ставивте Заев? Зашто? Па да го накантат. Затоа што поразот... Бидејќи 1 сат ќе му купевте, Затоа што поразот... Не можевте шах како на БЦ да му купите, овој шах не игра, некој не љути се човече ќе му купевте на Заев. И ќе си го пратевте у политичка борба. За мене СДСМ значи многу повеќе, за мене СДСМ значи многу повеќе и мислам дека пристапот на тоа ајде некого да ставиме делумно не доведе до оваа ситуација тука. И од тие причини јас не можам да прифатам дека треба да бидам нечи кандидат и дека некој треба да ме фати за рака и да шета со мене низ Македонија или да се јавува со мене низ Македонија. И природно е, ако некој гледа потенцијал во мене, и од сегашното раководство, и од претходните раководства, бидејќи имало многу од претходните пратеници така натаму, природно е, ако смета дека има потенцијал, да ја даде поддршката. И тука нема ништо спорно. Но јас не сакам да бидам поврзувана како нечи кандидат, бидејќи не сум нечи кандидат. Одлуката ја донесов сама и кога тргнав да ја размислувам за кандидирање. Ако се појавеше некој пети кандидат. Се музика не се слуша од надвор. Ако се појавеше некој пети кандидат во СДСМ, кој е во моите очи сериозен кандидат за председател, кој поддржавте? Јас ќе го поддржав. Тој Игор Ивановски шема 100%. Толку го фалевте, сигурно не го поддржале. Јас ќе поддржав секој еден кој што ќе побараше или ќе пројавеше интерес да биде председател на СДСМ во овие времиња. Ние може сега да зборуваме за се, може да зборуваме за Станицаци, може да зборуваме за мојот вчерашен перформанс. Меѓутоа, никој мене не може, никој мене не може да ми го одземе правото да се борам за идејата на СДСМ. И при тоа може да ми бидат лепени секакви етикети. Човек на Радмила, човек на Оливер, човек на... И јас сите нив ги почитувам. Дали во даден момент сум имала различни размислувања? Апсолутно да. Ама сте биле со нив, така? Апсолутно да. Дали? Јас значи дека понизно некого слушам? Не. Ама Славенка Петровска, вие ги имате. Јас имам интегритет. Вие ги имате како гирици. Јас застанувам пред членовите на СДСМ и немам срам. Ниту ми е суетата голема. И да не споменам некој од овие имиња кои што цели вечер ве ги зборувавме во добра конотација. Сте биле со Оливер Спасовски, така? Но од мене не може да чуете. Ма добро, сте биле со Оливер особено не на телевизија. Така, да јас критикувам некој мој поранешен шеф, поранешен соработник за одлука која била донесена. Една од работите што се ги ветив кога станав министерка за одбрана и останав доследна на тоа е дека одлуките на моите претходници, без не само Радмила Чекинска, туку сите поранешни министри за одбрана, нема да ги критикувам. Затоа што зошто Шекеринска или некој друг министер пред тоа, и нека се и од ВМРО министрите, донале определена одлука. Јас не сум била тогаш присутна за да знам. Но јас реков дека од она што јас го сметам дека може би е пропуст, ќе извлечам поука. Вие не се кандидирате за министар за одбрана? Се кандидирам за председател на СДСМ. И затоа ги имав средбите со сите поранешни председатели на СДСМ. И затоа велам дека е поразително за СДСМ. Сте биле шеф на кабинет кај Оливер Спасовски. Сега повторно сте биле Радмила Шекеринска. Меѓу кандидати односно поранешни председатели. Емиле Зечевиќ и Димитар Мислам дека треба да Ковачевски. расчистиме со поранешните председатели дека тие и понатака треба да
имаат свое влијание Овие- и да ја креираат Овие политиката. ваши ментори, вие ги нижите Јас ги- когирици, јас ги почитувам. вие ги нижите когирици, да не речем коцирони, што Јас викаат ги во почитувам преспа, сите како ги поранешни имате председатели нанижено, на когирици СДСМ, ги имате ги нанижено. почитувам и сите поранешни функционери на Добро. партијата. Јас ги почитувам и Викате, четворицата, немате- односно викате- тројцата кандидати против кандидати Вие викате, во оваа Вие ситуација. викате немате срам, така? И дека без немам срам, срам. дека немате срам и дека можете без срам да се појавите пред граѓаните или пред членството на СДСМ и побарате доверба. Па вие побаравте доверба на 8 мај. Колку освоивте како носител во 6 изборна единица? Околу, мислам дека 6700. Па вие едва и влеговте да бидете Добро. пратеник. За влакно фалеше да не влезете. Јас ги знам многу добро резултатите. Преку 250.000 гласови, отприлика запишени во избирачките списови, се во 6 изборна единица. Со околу 6.000 или 6.500 освоени гласови, вие немате освоено ни 3% од гласовите во 6 изборна единица. Тој е убедливо најлош резултат на СДСМ, ама убедливо најлош резултат во изборна единица кај што требаше да биде тестирана стратегијата едно општество за сите. И вие немате ни 3%. И велите без срам се појавам ја барам довербата за лидер, па ја имавте таа можност. Не. Бевте во За мене- 6 изборна единица. Јас не бев 6.500 луѓе гласа за вас. Јас не бев прво. Колку имате Јас запишени? не бев кандидат. Колку имате дозволете. запишени членство во Дозволете. 6 изборна Јас не единица? бев прво кандидат за председател на СДСМ во 6 изборна Добро. единица. Јас бев носител на изборна единица Единица. на Во шеста листата изборна. на СДСМ во изборна единица. Ако правиме компарација, и тука е недостатокот на СДСМ, кој што само секогаш или понекогаш, не и секогаш, ги гледаме само бројките. Ако ја што треба споредиме, ама го што треба да споредиме, гледаме? дозволете, ако го споредиме капацитетот или големината на коалицијата 2020 во 2020 сте година, имале 24.000. во 2020 година, дали во 2020 година 24.000 составот имавте, на така? листите, составот на 24.000 листите, имавте. коалицијата е иста со 2024 година, не е иста. Знаете колку политички партии кои беа во коалиција со нас отидоа во коалиција или со ДУИ или настапуваа на Значи, вие кој сте наков имале начин? 24.000, Многу политички партии. ВМРО имало Дали во 2020 година имало нам не се случи, знам. Не ни се случи, знам во Добро. 2020 година. Дали јас затоа реков, јас одбрав да не калкулирам со собствената кариера. Јас одбрав да не седам во сенка и да го критикувам се во ова. Јас одбрав. И тие претходни 2 години. Јас можев и тогаш да калкулирам и да речам зошто да се нафаќам на сред мандат. Јас се нафатив на сред мандат. Кажете ги. Затоа што во најтешките порази на СДСМ, Заев 2014 и Шекеринска 2008 година, Ова е историски најлош резултат. Во 6-та изборна единица има 12 и 14.000 гласови. Вие имате 6. Вие сте претворено во мандати имаат по еден пратеник. Вие сте повеќе од 120, 140% помалце од најлошите години претворено во на мандати СДСМ. има еден мандат. Ако е 153.000, ако е 153.000 на резултатот, Ковачевски, 150.000 на Ковачевски, ги споредиме со 238 на Шекеринска, тоа не е 2:1. А вие имате повеќе од 2:1 изгубено во 6 изборна единица во споредба со 2008 и споредба со 2014 година. И сте имале можност на 8 да побарате довербата и ви ја дале довербата 6.500 е историски најголемиот пораз на СДСМ. И тоа е неспорно. И тоа е факт. И како ја барате довербата, на што ја барате? Јас ја барам довербата за председател на СДСМ, затоа што знам каде се слабостите на СДСМ. Затоа што знам каде и затоа што имам решение како тие слабости да ги понудиме. Затоа што затоа можеби некого ќе го заболи или ќе му биде тешко. Кога ќе спомнам дека ние не ги анализиравме изборите во 2020 година. Нити па изборите во 2021 година. Многу работи кои не се направија, а ги ветивме, но исто така и кои се направија, а не ги ветивме, допринесоа да не се случи овој изборен резултат. Дали сум само јас виновна за изборниот резултат? Не. Ако ја гледате моето функционирање како министер за одбрана, јас ќе ви кажам дека јас допринесов и тој еден пратеник да влезе во 6-та изборна единица. Да, допринесов. Ако видите дека во 6-та изборна единица во таа комплексност која има, ја носи таа изборна единица, со осиромашена коалиција, односно одземена коалиција од СДСМ, со мал број на членови кои биле желни и вклучени во тоа, и кога ќе споредите резултатот со останатите изборни единици, ќе видите дека сум и многу добра. Вие во првата изборна единица колку имаме мандати освоено? Во втората, во третата, во четвртата, во петата?
споредбено, затоа што можете да споредувате првата и четвртата изборна единица по бројка. Ја ви споредувам. Дали е иста средината? Ја споредувам шеста Дали е иста? со шеста. Шеста со шеста, Ви имате апсолутно. многу поголем пад во шеста во споредба со другите Јас изборни сакам да единици. преземам одговорност. И не сакам И следната година, дозволете, не сакам одговорност следната година, и се кандидирате за лидер на СДСМ. не сакам следната година, преземајте јас бев одговорност. единствена која на состанокот во партијата, кога се даваа предлози за носители на листа, станав и прашав. Среќа она Дали Сања Лукаревска, среќа Сања Лукаревска не презема одговорност и таа да се кандидира за лидер на СДСМ. Дали моето Добро? номинирање за носител на листа се смета дека ќе биде проблем или ќе биде позитивна страна за СДСМ. Побарав сите присутни на масата да се произнесат за тоа. И јас немам проблем кога ќе погрешам да се повлечам на страна. Јас 2 години допринесував за министерството и за угледот на министерството и на државата. Вие бирате кандидат И тоа го за правев градоначалник во Јас сега Валандово, велам. правите анкета. Јас сега велам, анкетите Само на покажувале. парламентарните избори. Добро. Првите носители или коносители на листи не беа правени анкети. Беа правени анкети од трето место надоле. Или ако постоje анкети, си ги држа Ковачевски и си држа Мене ми Лезичевски. кажаа дека постои анкета. Да. Не беа Таа за нос- анкета никогаш да, не беше презентирана не и беше. тоа е слабост. Така е. Јас За инсистирав. носителите и за коносителите не За беше сите. направено. Така и Снашка влезе да биде направено, коносителка на листа. Беше направено, за- беше направено. Целата Била конструкција беше направена направена анкета. за да се напикаат луѓето кои се на раководни функции да имат Не е одреден точно. пратенички Не е точно. имунитет. Па Не е како не? точно, не е Па точно. Цела тоа Па јас чинила можам листа на можам луѓе да кажам кои беа дека на клучни немало министерски места доволно- без Зоран Заев во парламентот. Не беше тоа причината. Јас велам, јас се нафатив да бидам носител на листа, јас дадов изјава. И да бидам носител, и да не бидам носител. И да бидам дел од листата или да не бидам, јас подеднакво ќе бидам вклучена во изборите. За разлика од некои мои партиски другари тоа не го направија. Петровска. Јас зошто, земајќи ги предвид се ова, се кандидирам за претседател на СДСМ? Затоа што сакам да преземам одговорност за тоа каде партијата ќе оди понатаму. Нека Затоа што сум подготвена да нема калкулации, да нема договарања, да нема ни принципиални коалиции, и затоа што сум подготвена, тоа што сум го ветила, да го исполнам. И затоа во моите настапи, ниту телевизиски, ниту пред членовите, јас не велам дека јас доаѓам со еден тим на луѓе кои сум ги избрала однапред. Не. Имате ли тим на луѓе? Тимот на луѓе. Имате ли тим на луѓе? Тимот на луѓе, членовите на раководството, ќе избере членството. Не моја лична преференца да биде дали некој ми се допаѓа или не. Тука ја грешиме. Ова беше грешка на СДСМ, што луѓето се избираа на тој начин, без да се чуе мислењето на членството. Сега ние ако сакаме да бидеме фини со сите, тогаш ќе зборуваме дека да, ја научивме грешката. Јас можам да набројам неколку грешки во сите овие 7 години на власт на СДСМ, кои допринесоа поразот да биде катастрофален. Јас не бев одговорна за неспроведување на нема правда, нема мир. Ама не се удри од глава. Прочаникот не проработа, не заврта. Дури имавме, и слободно ќе кажам, ни се смеја во лице на сите ние кои што баравме правда. Немањето правда и покрај се што останато направивме, ни се удри од глава. Немањето храброст да се пресече и да се направи ветинг на правосудните органи, нас не чинеше пораз. Ние бевме сменети, сега зборувам ние. Дали сум била јас 2 години министар, дали сум била 6 месеци или 5 месеци предзадачна цел, небитно. Јас како член на СДСМ носам одговорност и сега, и сум носела одговорност, сум чувствувала одговорност и во 2006 година, и во 2008, и во 2011, а не сум била дел од раководството. Петровска. Сум била дел од партијата и така ќе биде. И ќе биде и во иднина. Но јас сега велам, јас зборувам многу во рамките на партијата и така натаму, сега сакам да превземам одговорност. Сум подготвена. За да покажам дека партијата може да функционира на поинаков начин. Без при тоа, критикувајќи некој јавно, да се обидам да добијам гласче плюс. Не. Петровска. Јас реков, поранешните подпредседатели на СДСМ, поранешните функционери на партијата ќе бидат критикувани. Меѓутоа ќе бидат критикувани во рамките на партијата. Сниме 59 минути, ќе има уште 15 минути. Добро.
ми се допаѓа енергијата со која се борите и браните позицијата. Слабо вие што сте многу коректна кон некои соработници и се обидете нив да ги покриете, нив да ги заштитите, тоа нема шанса да биде заштитено, мислам на Ковачевски и на Миле Зечери. Дали ќе дозволите едно прашање кој од вашиот ресор за одбрана, доека бевте министар, се случува не кај вас, туку може да имате информации, сепак военото разузнавање беше под некоја ваша контрола. Клучен настан кој се случува, кој може би ги определува изборите во Република Македонија е есента минатата година, она средба кај председателот Стево Пендаровски, на која присуствува евроамбасадорот, господинот Гир, кај што присуствува амбасадорката господјата Агилер, врвот на СДСМ, односно на владата, Димитар Ковачевски, мислам Артан Груби, Али Ахмети, каде што се разговара со преведувачи, тоа е она сала, предпоставам, кај што го одржувате седниците на Советот за безбедност. И дел од тие стенограми, дел од тие снимки протекуваат и опозицијата мафта со тие снимки. Кај што се слуша амбасадорката на најмокната држава во светот, а ние сме земја членка на НАТО. Тоа по мене ги определува изборите, бидејќи опозицијата располага во раце со аргументи со кои може да ги напаѓа, да не речем да ги оценува клучните играчи во Република Македонија. Можно ли е таков класичен безбедносен превид да се направи без учество на структури разузнавачки во Република Македонија или учество на странски структури кои користат овие домашни разузнавачки структури? Јас не можам да го потврдам настанот, не сум била поканата, се разбира, не сум учествувала. Беа споделени некакви информации во медиумите за ова, да, беа споделени. Не можам да кажам дека како воено разузнавање имаме некоја надлежност во тој дел и затоа не сум побарала од военото разузнавање одговор на прашања кои не се во мојата надлежност. Верувам дека разузнавачките агенции приватно нешто не сте се распрашале, опозицијата Јас сега можам да предпоставувам, не. Па Јас можам да предпоставувам. се говоре од Будимпешта што се носи. Јас можам да предпоставувам врз основа на тие информации, можам да предпоставувам. Јас не би одговарала затоа што може да представува злоупотреба на информациите со кои на НАТО. Тоа е сериозен безбедносен пропуст на земја членка на НАТО, каде што кај врховниот командант после неколку години е средба после неколку години од престанокот на мојот мандат како министерка за одбрана, можеби ќе ми биде мило и можеби во овој состав повторно ова да го анализираме. Меѓутоа сега од овој аспект, бидејќи станува збор за активност и поврзување на председател на држава, на други присутни, представници на други држави, јас не би можела да коментирам. Особено не би сакала да се доведам во ситуација да намерно или ненамерно споделам информации кои по службена должност сум ги поседувала. Може да направиме еден договор. Нема да ја прашам ништо од функцијата министар за одбрана, бидејќи ова сепак е трка за лидер на СДСМ и би било некоректно према другите кандидати. Не го прашав ни ова Деспотовски, затоа што има работено како прв човек на ова ТИРС дирекцијата. Но да направиме некој интервју есенва, кај што ќе можеме и безбедносните ризици, и НАТО, земја членка на НАТО, се оно што е правено, како е правено и така натаму, да направиме некој ново интервју кај што ќе можеме тие прашања да ги отвориме, да не ги отвараме вечер во емисијата, бидејќи ова е емисија посветена на СДСМ. Со задоволство. СДСМ драматично ги изгуби изборите. 2 месеци, 1 месец, 2 месеци пред изборите доаѓа сериозни информации дека црковни структури на одредена соседна држава на Република Македонија, преку црковни логистики, ајде како да наречеме во североисточна Македонија, еден многу познат манастир тамо на границата со една земја членка на НАТО и одредена епархија на границата со нашиот северен сосед, преку нив се влезе и огромни количества на пари. И како одредени Орбан Путин пари на изборите 2020 година па и на локалните избори влегува во наводници преку Ќафасан, од тој дел кај што Илир Мета беше тогаш начело на албанска држава, сега влегуваат со помош на црковните структури, сменете моделот. Имавте ли, ајде сега да не го дефинирам така, за да не ми рече дека тоа е безбедносно, или имавте ли информации, не како министар за одбрана, туку како Стани Цаци, председавач на Централниот одбор на СДСМ, дека се можни такви операции во Македонија? Како председавач на Централен одбор, станала или не станала, можев да слушам секакви шпекулации. Како министар за одбрана добивав, речиси секојдневно, различен вид на извештаи, брифинзи, од страна на воената служба за безбедност и разузнавање,
која што ги опфаќаше сите ризици или предизвици со кои нашата држава се соочува. И од аспект на внатрешна состојба, во поглед, значи, зборувам на припадниците на армијата, Министерството за одбрана, меѓутоа и како действија кои можат да ја попречат на действувањето или функционирањето на нашата држава. И тоа беа одлични материјали, одлични извештаи и јас ќе бидам престрекна, иако новиот министер за одбрана, и топло му препорачувам да посвети големо внимание на тие извештаи. Петровска, има индикации дека ова што го кажа во прашањето може да биде случајно во Македонија? Зоран Заев падна од власт на пресконференцијата. Повторно би било споделување на информации кои што сум ги добила од страна на служба. На пресконференцијата по завршување на локалните избори тој кажа дека има информации дека одредени држави, одредени служби учествувале во локалните избори во поразот на СДСМ 2021 година. И сега се поставува прашањето. Што е направено? Тој тоа го кажа на пресконференција. Што е направено? Тука става право. Што е направено? Вие бевте кандидат да бидете прв човек на АНБ, ако не се лажам, и не станавте прв човек на АНБ. Беше разговарано. И тоа е првиот конфликт на структурата Ковачевски-Зечевиќ со Зоран Заев. Дали ќе Заре Милошевски, дали ќе биде некој друг и така натаму и така натаму. И тоа беше како некоја каписла која можеше да прерасте во многу посериозна политичка криза во Република Македонија. Бевте кандидат за прв човек на АНБ? Не, тогаш во АНБ се уште имаше директор. Беше Виктор Димовски, па дојде аферата со. Јас бев назначена за министар, така што подоцна кога Виктор Димовски замина од позицијата на директор на АНБ, воопшто не беше ставено во прашање дали јас ќе бидам директор. Роднините на овој прв човек на АНБ сега се во ЗНАМ, во структурите на ЗНАМ, на Максим Димитриевски. Јас верувам во професионалноста на директорот на АНБ и во неговиот личен и професионален интегритет. И без оглед, сите ние имаме роднини кои се некаде нешто и нешто прават, кој не е во на линија на тоа што ние го посакуваме, но затоа ќе кажам, личниот интегритет не. Личниот интегритет. Па исто вака Заев ке речи, ја не знам Вице и Трајче Заев што правеа. Личниот интегритет на човекот кој е на одредена позиција е многу важен и многу битен. Така што верувам дека не сакам да помислам поинаку, дека било какво политичко влијание има. На АНБ, ако сега ме прашате генерално, не е битно кој е директор и така натаму. Еве, за двете служби и генерално, ќе ставиме тука и службата за војна безбедност и разузнавање, се им што им треба, уште известно време да помине, но ако не бидат обременети со политички влијанија. Јас одговорно тврдам дека за моето министерување 2 години, колку толку, дека не вршев никакви политички влијанија. Осмелите ли вие шефот на војната разузнавачка служба? Во моментот кога јас бев назначена за министер, шефот на војното разузнавање веќе беше заменат на служба во Виена, така што таа позиција беше празна и јас подоцна назначив еден од луѓето кои не ги познавав лично, меѓутоа биографија добра, професионален ангажман во армијата, долги години во армијата и така натаму го назначив за шеф. Со Турција имате и пријателски, но и сојузнички односи, бидејќи се земја членка на НАТО. И соработуваме Зоран Иванов побара политички азил во Турција. Сега може да не е таква формулацијата, меѓутоа замина во Турција, колку што знам, е во Турција се уште. Како тоа да се дефинира? Мислам дека беше шеф на воено разузнавање и дел на таа завиша филм. Тој беше директор на Агенцијата за разузнавање, да. Но во времето кога председателот Иванов беше потекнуваат најголем дел потекнуваат од војното разузнавање. Да, за него лично не можам да се сетам, но голем дел најголем дел завиша филм групација. И се превземаат од воено разузнавање во АРА, АНБ и така натаму. Така нели има некоја флуктација? Мислам дека Горан Груевски има. Горан Груевски. Така да нели мислам вообичаено ли е безбедносни структури, врвни безбедносни структури, Горан Груевски е на врвни безбедносни позиции да емигрираат во земји членки на НАТО. Или да побараат политички азил во земји. Ајде за Груевски, ке речеме, тоа е некој политички инженеринг што е Гордана Јанкуловска како турист си заминал во Будимпешта. Кога сте дел од системот или семејството на разузнавачи на земји членки на НАТО, тогаш е јасно дека споделувате многу информации кои се од интерес на алијансата. Но сепак има информации кои се од интерес на државата, кои треба да останат тука. Која била улогата? Грција ги имате информации. Која била улогата Турција на посочените кои ги спомнавте за пребегнување во други држави и колку тие ги штителе исклучиво нашите интереси, а не работеле и нешто поинако,
веројатно одговорот од тоа кај се Ама наоѓаат овие тие сега. вакви пребези немало ни Јас во затоа време реков, на студената на војна помеѓу Русија и Велика Многу Британија. важно се повеќе и повеќе политичките влијанија да ги снемува од делот на разузнавањето. Ако сум политичар, јас би сакала, дали ќе видат за 4, за 8 години, може и нема да бидам јас лично, но ако сум некогаш премиер, да речеме за 4 години од сега, јас посакувам како премиер на држава, членка на НАТО, ќе видиме кај ќе стигнеме со ЕУ до тогаш, посакувам денот да ми почне со брифинг од страна на безбедносно-разузнавачката заедница. И добро, Брифинг кој ќе биде и вие, доволно професионален и чист, без примеси, дозволете, Ајде. за да се носат одлуките понатаму. Тоа е мојата визија. вие се гледате за 4 Знам. години, за 4 години како можам значи вие се гледате на 30 јуни лидер на СДСМ и за 4 може за 4 години да бидете премиер на државата. Јас И сум- вие ли ќе водите некоја 8 март кампања као Гордана Силјановска-Давкова, бидејќи и кампањата беше 8 март и во инаугурацијниот говор и беше исто така како 8 март, права Следете на дека, жените, ако судиме по Лоза, тоа Роза зашто Луксембург и зборувавме денеска така натаму. на ова интервју, и ако ги видите сите мои останати интервјуа, Добро. каде сум гостувала во политички емисии, па Добро. дури и говори кои сум ги имала, апсолутно жените го посветувам вниманието на тоа, на нивните заслуги, на тоа што направиле и за државата и за општеството во целина. Меѓутоа не мислам дека треба да се води таква кампања и имам ставови за сите прашања кои се многу важни за нашата држава. Не сум согласен со вас дека за 4 години СДСМ може да се врати, но за 4 години можеби Мицковски да не биде премиер. Бидејќи за разлика од овие други играчи, аналитичари, па дури и ваши колеги од СДСМ, кои сметат дека Мицковски како Мицковски ќе владее 8 или 10 години, јас не сум сигурен дека тој ќе може да има контрола и на својата партија и на своето поведение како премиер. Така што многу повеќе сум склон на варијантата дека Мицковски ќе има многу помал мандат од мандатот на ВМРО ДПМНЕ како власт во Република Македонија. Па Мицковски се опружува со кадрите на Никола Груевски, така што може и тоа оди во прилог на ова ваше тврдење. А дали за 4 години јас или било кој од СДСМ ќе биде премиер, зависи исклучиво од нас и зависи од тоа што на СДСМ мислев, зависи што во следниот период ќе не биде приоритет. Дали ќе биде приоритет внатре партиските состојби да ги раскажуваме во јавност или ќе не биде приоритет да направиме сериозна реорганизација и реформа во партијата. Вместо од Бутел имаше министер за одбрана, сега ќе има министер за администрација. Да, Горан Минчев, кој беше генерален секретар на СДСМ, сега е генерален секретар на Максим Димитриевски. Ве радува ли фактот дека Максим Димитриевски, знам, се дел на владината коалиција? Таму имаше 9 структури. Мислам дека Максим Димитриевски ја води едната структура или начело на едната структура кои не сака да влезат во власта, а дека Горан Минчев и Филков се вика, ако не се лажам, Игор Филков кој е министер за правда, се дел на скопското крило на знам кој инсистира да бидат дел на власт. Да се одземам од сите позиции, ама да одговорам на прашањето, дали одлуката на знам да влезе во коалиција со ВМРО ДПМН е добра или не? За вас ко СДСМ? Па, за нас како СДСМ не може ништо да не радува ако ние не се промениме однатре. И јас тука фокусот би го ставила. Ако ние продолжиме по истиот пат, дали знам е во влада или не е во влада, верувате дека нас не е небитно. Петровска, сега како ќе се промените? Па вие сменивте многу повеќе председатели. Вие сменивте многу повеќе структури, вие сменивте многу повеќе наративи во споредба со ВМРО ДПМН. Вие всушност сме промениле председатели во правоста, меѓутоа не сме ги промениле навиките. И веројатно не сме се оттргнале од влијанието или од тоа што попречувало СДСМ да се реформира. Партија која 70 години била власт во Република Македонија, да дојде сега во фаза да не знае да владее. Така што вас не ви е проблем да се промените. Вие треба да се вратите тамо кај што сте биле. Бидејќи овие кои биле секојаш надвор од системот, кои биле во наводници гонети од системот, нели? Ви наметна и идеологија, ви наметна и подобро владење, ви наметна се она што СДСМ бил како наследник на Сојуз на комунисти на Македонија, на Комунистичка партија на Македонија изминатите 70 години. Затоа реков СДСМ треба да се реформира без оглед дали знам влегува во влада, односно влеза во влада, но без оглед на тоа каква одлука донеле, затоа реков може да ја дискутираме за тоа. Знам, напаѓа на две клучни
позиција на Сојуз на комунисти или на комунистичка партија. Бугарски верховизам и албански редентизам. Тоа е политиката сакам на знам. да ви го одговорам, ако ми дозволите. Значи, за СДСМ не сме сега особено да се занимава со тоа дали знам и како ќе биде во владата. Ама без знам, вие не може Дозволете да ви објаснам зошто. На СДСМ не смее да и биде битно. Сега во овој момент, додека не се реформира, не може да и биде битно што другите партии прават. Да, ние ќе сме опозиција, ние ќе бидеме во собранието, дозволете. За заздравување на СДСМ и е важно што СДСМ ќе направи. Од аспект на тоа влијанието на знам, дали еве мене лично, каква е мојата перцепција? 84.000 гласови апсолутно, имаше. Дозволете. Не само што имаше Ние 83.000 гласови. Ние можеме наредите, еве, Трески. завршуваат изборите на 30 јули. Тој Ние победи на можеме 6 дебатата. месеци да зборуваме за тоа дека знаме во влада. Ако ние не се промениме внатре, ако ние не ги исфрлиме лошите навики во СДСМ, нас не ни е битно дали е влада. Ние ќе зборуваме во собрание, ќе зборуваме на телевизија. Еве ќе ја прочистиме целата пратеничка група. Ама ако не промениме. Ама еве да се промените. Па народот не може да го види, вие немате ни парламентарна, немате ни извршна, тие се прашања кои во СДСМ мора да бидат отворени. Вие немате ни локална власт. Во СДСМ мора да се отвори отворена дискусија. И некои помали општини у Македонија. Во СДСМ мора да има отворена дискусија. Без гласови на знам. Без гласови на левица, вие не може да победите на локални избори, тоа ви кажам. Па го имате моделот на Стефче Јакимовски во Карпош и моделот на Максим Димитриевски во Куманово. На темата така знам, може како да победите. политички противник, бидејќи знам, на СДСМ е политички противник. Ние не сме во иста коалиција. Ние сме различни. Не обвинуваа за предавство и тие и така натаму. Затоа велам се по наши политички противници. Сега, дали мене ми иде во прилог или ме радува фактот што знам е во влада. Ама ајде. Како политички противници, да. Одговарам директно. Знаете зошто? Говорам ко стратегија. Знаете зошто? Затоа што сега следи тежок период на оваа влада. Дека почнаа да ги прифаќаат сите работи кои допред изборите велеа не. Северна Македонија ќе биде изговорена. Северна Македонија е реалност. Нели никогаш Северна само Македонија? Ќе биде ли француски за одеднаш никогаш Северна само Македонија да имаме држава нашата земја. Ќе биде ли француски? Која е таа нашата земја? Се срамат да кажат Македонија? Може ли се срамат ли во странство да кажат наша Македонија? Може ли зошто нашата земја членка на НАТО, влада на земја членка НАТО да не прифати француски предлог во еден ваков Тоа е предлог на Европската унија. Во еден ваков безбедносен. Тоа е предлог на Европската унија и ние кога предлагавме и објаснувавме, кажувавме сите аргументи за. Изборувавме зошто не е совршено и така да не отвараме нова тема. Но знам ќе имаат сериозен предизвик. Еве ко лидер на СДСМ. Знам ќе имаат сериозен предизвик да одговорат пред сопственото членство. Ама ќе се подолате тогаш. Како? Па голема е веројатноста тоа да направи. Тоа се обидам цело време се обидам да ве и тоа ќе оди во прилог на СДСМ. Ама не смееме ние да седиме да се надеваме на тоа. Не, ама видите. Затоа што вие ние треба да се промениме. 18 години. Добре. Имате две операции во партијата. Тоа е делење и вадење. Вие немате собирање и множење. И тоа се погрешни. И вие немате собирање, затоа ве прашувам. Еве знам, еве ќе се усвои француски предлог. Во тој момент знам или ќе остане во владата и ќе потони ко политичка партија, или ќе излезе од владата, или ќе излезе од владата и ќе речи и овие се предавници, и овие се предавници и ќе расни. Ако гласноговорниците на знам. Или ќе се подели на два дела. Министрите и Максим Димитриевски. Доследни на сите своји изјави кои ги даваа изминатите години. Иако потекнува од СДСМ, го критикуваа СДСМ. Велејќи дека тоа е здраво за демократијата и оре, тоа е нивно мислење. Ако останат доследни на се што кажале, дека вистински се борат и за основни вредностите и така натаму, тогаш по моје тие некаде септември, октомври ќе треба да излезат од владата. И ќе видиме зошто. Тоа ќе биде француски предлог? Некоја моја претпоставка, еве нека биде. 3 прашања. Прво, дали Мицкоски ќе мора да ги апси тие што го донесо на власт? Црни листи или многу повеќе од црни листи? Мицковски е владата, и тоа го видовме и вчера, мислам дека имаше интервју од некои од представниците на ВМРО ДПМН, ќе треба да покажат владење на право и правна држава. Тоа е нешто за кое што најмногу не И две последни прашања. И тука не треба да има
компромис. Која е првата работа што ќе направите ако бидете избрани за лидер на СДСМ и кој очекувате прв да ви се јави да ја честита ако бидете лидер на СДСМ? Не знам кој прв би ми се јавил да ми честита, а што ќе ја направи, што би било првата работа, апсолутно ќе ги повикам сите актуелното раководство, односно веќе тогаш нема да биде раководство, да им се заблагодарам поединечно за без оглед на изборните резултати, меѓутоа за нивниот ангажман од позицијата на дел од раководство и се разбира ќе се заватам со тоа што е најважното, а тоа е конституирањето на новото раководство на партијата. Саат и 19 минути, благодарам многу. Ми се допаѓа енергијата со која се борите. Се надаме ќе бидете лидер на СДСМ, бидејќи на СДСМ овој период му требат многу работа, најмногу му треба една енергија на луѓе кои се спремни да се борат, бидејќи кога сте опозиција, памет многу не ви треба борба и енергија да може да совладате еден противник кој во борбата на претходната влада имаше формулација на заробена држава. Всушност се борите против заробена држава, не против политичка партија. Изјава на Анде Петров на конгресот СДСМ Битола 2011 година. Стратегија и истреност. Тоа треба. Да, фала многу. Ви благодарам и на вас. Ова беше интервјуто со Славјанка Петровска. Имавме мината недела интервју со Јово Деспотовски. Се надам дека ќе најме време да снимиме интервју со Венко Филипче. При тоа ќе биде проблем ако снимиме интервју со Венко Филипче кога да го емитуваме. Ако треба да го емитуваме во редовниот термин, тоа е недела, тоа ќе се поклопи со денот кога ќе се спроват изборите во СДСМ, така што ако снимиме или ако договориме интервју со Венко Филипче, тоа ќе биде емитувано некој ден наредната недела. Благовремено ќе бидете информирани кога ќе биде снимено и кога ќе биде емитувано тоа интервју ако биде снимено. Одличен интервју со Славјанка Петровска. Ми се допаѓа енергијата со која се бори. Гледате, имавме интервју со Јово Деспотовски, едно многу така полежерно интервју, па интервју потврдо со Славјанка Петровска. И ако некој сака да биде лидер на СДСМ, лидер на ВМРО ДПМН, тогаш треба да има сила и енергија да држи ваков тип на интервјуа, кои ќе му бидат поставувани тешки прашања и кои ќе му одговори на тие тешки прашања. Ако ви се допадна нова емисија, ново дружење, недела или некој нареден ден, наредната недела, за вас кои сте мембари, вторник 20 часот и 30 минути. До вторник и недела, пријатно вечер Македонија, каде да си.